Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Владата со нова мерка за да се врати животот во македонските села. Ке се субвенционира трошокот за купување или изградба на куќа, но ке се доделува и финансиска помош. Кои се поволности ги има проектот, ќе разговараме со деканот на Земјоделскиот факултет Драги Димитриевски. Добар ден, господине Димитриевски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден до вас и до слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Новиот проект кој што го најави владачката ВМРО ДПМН е насловен како Од град во село за нов почеток. Поволностите се огромни. Очекувате ли голем интерес кај младата популација да се вратат од град во село? Прво мора да кажеме дека се работи за еден комплексен проект, навистина кој што има повеќе сегменти внатре, кој што има повеќе мерки кои што ќе го поддржат целиот овој процес. Проектот веќе наидува навистина на еден интерес и во пошироката јавност, но и кај стручната јавност. Значи, првите оценки на сите се дека се работи за навистина еден добар проект, една идеја која што дава навистина можности со која што би требало да се запре тој еден, би рекол, долги години процес на депопулација на македонските села и на еден процес на концентрирање на населението во поголемите градови, посебно во градот Скопје. И дека навистина крајно време беше да се понуди една ваква можност, да се презентира еден ваков проект кој што на младите луѓе ќе им овозможи да го заменат животот, би рекол, кој што не секогаш им е поволен во градовите и да отпочнат еден нов живот, да започнат еден нов бизнис кој што ќе им овозможи, би рекол, подобра економска позиција. Она што ме прашавте, дали очекувам некоја си поинтензивна и поголем број. Сигурно дека секој почеток е, знаете, секогаш ќе нуди можеби сомнежи, секогаш ќе одлуките ќе бидат можеби тешки на почетокот. Сигурно дека тоа ќе биде надминувано со тек на времето. Секој почеток е тежок, да речеме, така да и на овој проект не можеме да очекуваме дека сите сега ќе тргнат во една таква активност, меѓутоа сигурно дека и до почетокот на проектот владата сигурно дека ќе направи една програма да одреди кои се тие села кои што ќе можат да ги понудат овие поволности во мерките внатре што се во самиот проект за доделување на земјиштето и така натаму, и дека очекувам да има интерес, а да започне проектот, па ќе видиме подоцна како ќе биде. Сигурно дека очекува да започне почетокот на наредната година. Да. Она што го споменавте, доделување на бесплатно државно земјиште, до колку хектари ќе добијат? Да, тоа е со проектот, значи до 3 хектари они ќе добијат бесплатно земјиште на користење, но сигурно дека доколку постои земјиште, државно земјиште во атарот на тие села, владата сигурно дека ќе ги објавува и они дополнително ќе можат и да конкурираат сигурно со плаќање на концесија, односно закупнина, да добијат и повеќе од 3 хектара земјиште. Она што ќе добијат бесплатно е 3 хектара. Така. Ако може за слушателите на Радио Слободна Македонија да ги кажете поволностите, ќе се доделува и финансиска помош, и еднократна неповратна помош, што се, колку пари ќе добијат? Да, тоа е, се каже, нели, 6.000 евра да се додели за обнова на куќата или купување на некоја куќа која што би била атрактивна за нив. Потоа 18 месеци би се обезбедило финансиска поддршка во вид, нели, на плата од 15.000 денари. И сигурно сите оние други мерки кои што се креирани за владата, кои што ги има за поддршка на земјоделството и програмите за рурален развој се достапни за земјоделците. Тоа се сигурно овие кофинансирање на одредени инвестиции,
најновите мерки што се за набавка на високопродуктивен добиток, на набавка на системи за наводнување капка по капка, за изградба, односно копање на бунари, потоа сите оние други мерки кои што ги нуди програмата за рурален развој, набавка на механизација, сигурно дека предпристапните фондови на Европската Унија, тоа е ИПАРД познатиот, сите оние мерки кои што се таму за зголемување на конкурентноста, за модернизација на фармите, за диверзификација, сигурно дека ќе им бидат достапни. И тука јас исто така ја гледам, би рекол, позитивната страна на овој проект, дека ќе дојдат млади луѓе кои што полека треба да ја почнат да ја менуваат структурата во нашето земјоделство. Знаете, македонското земјоделство пати од, би рекол, структура која што има голем број семејни земјоделски стопанства, кои што се мали, ситни, со мали поседи, некаде до 63% се со големина на земјиште до 1 хектар. Ако ги додадеме и оние што се до 2 хектара, преку 70-80, близу 80% се такви семејни земјоделски стопанства. Со старосна структура, која што е во поодминати години, значи селата се стари, и сигурно дека овој проект во тој дел ќе ги смени ќе смени таа структура. Треба да дојдат, значи, помлади луѓе кои што ќе имаат и знаење, образовната структура е исто така слаба во моментот. Сигурно дека млади луѓе кои што ќе бидат ќе дојдат со некои си подобри образовни квалификации. Сигурно дека ќе можат да ги прифатат новите технологии, да применат добри земјоделски пракси. И сето тоа, значи, треба да даде еден нов потик на тој социоекономски развој на руралните краишта. Господин Димитриевски, споменавте дека најголем дел од популацијата е сконцентрирана во Скопскиот регион. Што покажуваат демографските статистички податоци? Каква е во моментов распределбата? Па не, ние ако земеме дека 1/3 од населението во Македонија живее во Скопје и во неговата околина, сигурно е, додека во другите делови, значи, на државата имаме села кои што веќе се без жители. Значи, или пак голем број од селата кои што се останати со неколку жители кои што се веќе во некоја поодмината старост и кои што сигурно доколку не се спречи една таква појава и тие села ќе бидат напуштени. Знаете, напуштањето на селата значи напуштање и на капацитетите. Таму постојат производни капацитети кои што не се користат, недоволно се користат, а сето тоа може да биде ставено во функција на производство на храна и на сигурно наоѓање на некој си економски интерес на одредена категорија на млади луѓе кои што би ги користеле овие поволности од проектите. Така, во моментов има 150 села кои се сосема празни, напуштена, а во 300 има само по 20 жители. Ете, тоа е што го кажа. Очекувате да се промени со новата мерка? Видете, до оваа ситуација е стигната во еден период од 60-70 години. Сигурно не можеме да очекуваме дека брзо тоа ќе се надмине и сигурно дека тоа нема да биде преку ноќ оваа работа подобрена. Меѓутоа, добро е дека се дава можност. Значи, знаете, за голем дел од овие, би рекол, за кој е наменета мерката, значи се дава можност на нив дали ќе ја искористат. Значи, добро е тоа дека сега нема да правиме некои си присилни мерки за враќање на тоа население, меѓутоа за еден вака добар проект кој што е комплементарен и со други мерки кои што политиките ги нудат, сигурно дека на еден подолг рок може да се очекува да има одредени поместувања. Сигурно дека нема сето ова да го вратиме назад, меѓутоа добро е да се почне. И кои се услови треба да ги исполнат граѓаните за да мигрираат од град во село и да искористат ваквата поволност? Дали тоа се семејства кои што не надминуваат сопружниците 45 години, кои што не го надминуваат вкупниот приход на семејството од една просечна плата 21.800 колку беше. Значи има таму уште некои услови. Да речеме, предност би имале сигурно оние кои што дошле кои што се уште имаат
зачуван имот во селата и тоа е за нив навистина една поволност за таквите категории. Потоа оние кои што дошле, меѓутоа го продале претходно имотот, меѓутоа знаат каде се враќаат, сепак се враќаат на родното огниште, знаете така. Сепак има можеби некој емотивно ќе биде поврзан и ќе му биде дополнителен мотив за да се врати. Меѓутоа, она што навистина сакам да го истакнам е дека за некој од овие млади луѓе кои што се дојдени во градовите, кои што навистина во моментот немаат некоја екзистенција сериозна, тоа би било промена во квалитетот на животот кога би го искористиле овој проект. Знаете, често пати сега може, знаете, да не обвинат дека ова нема да успее, така се гледа. Меѓутоа, јас верувам дека можноста е дадена и дека проектот е многу добар, одличен и дека ќе понуди можност и голем дел од тие за кои што е наменет проектот ќе ги искористат. Но не само тоа, кажав, значи постојат и сите оние останати мерки кои што навистина се креирани во последниве 10 години, кои што го дигнаат нивото на буџетската поддршка за земјоделството, кои што навистина треба да ја сменат целосната структура. Ке зборуваме и за останатите мерки поволности кои што се преземени, но овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Драги Димитриевски, декан на Земјоделскиот факултет. Димитриевски, во првиот дел разговаравме за новиот проект кој што е само еден од 5 најавени изминатиот период. Првиот беше формирање на земјоделски советници, воведување односно, потоа имаше субвенционирање за имплементирање на системот капка по капка, формирање агробизнис зони и субвенции за високо приносен добиток. Кој проект според вас е најпотребен и за кој очекувате да има најголем интерес? Па така е, тоа се тие, значи, 4 проекти кои што на крај се заокружија со овој проектот од град во село за нов почеток. Видите, сите проекти се добри, значи нудат можности. Меѓутоа, за мене сепак би ги издвоил, не би правил големи разлики, меѓутоа сепак проектот за она што е проблем во македонското земјоделство, значи како она што ние како наука, како нови технологии во светот го осознаваме, го донесуваме, како да се пренесе до земјоделците. Значи, тука постои Агенцијата за развој на земјоделството, која има седиште во Битола и таа си има своји советници во моментот, тоа е тој државен советодавен сервис, кој што навистина помагаат на земјоделците во нивните секојдневни активности. Меѓутоа, знаете, се повеќе и повеќе се усложнуваат системите за пристап до државните поддршки, до можностите за користење на предпристапните фондови на Европската Унија и тука се вклучи тој државниот советодавен сервис. Сега, затоа, значи, проектот за земјоделски советници, навистина топло го поздравувам и сметам дека ќе придонесе да голем дел млади луѓе кои што имаат завршено факултет, кои што имаат знаење, способности, немале можности да ги покажат, немале собствени капацитети кај што би можеле да работат, сигурно дека ќе може да се вклучат во земјоделскиот сектор поинтензивно. Знаењата кои што ги добиле и кои што ќе ги добиваат континуирано во целиот нареден период, нели, знаете, тоа ќе бидат лиценци кои што ќе се доделуваат, кои што ќе треба да се обновуваат на одреден временски период, за тоа ќе треба да ги следат сите технологии и ќе можат да ги пренесат, значи, до земјоделците, за да земјоделците навистина применат она што е потребно, значи добрите земјоделски пракси, да произведуваат на еден поконкурентен начин, да ги прифатат новите технологии, да ги применат новите технологии. Значи тоа е проект кој што навистина се очекува да даде еден навистина нов стимул на земјоделците. Исто така, она што е голем проблем за нашите земјоделски производители, вие знаете, секогаш се соочуваме со одредени проблеми, посебно во
одредени пикови кога се јавуваат, тоа е пласманот на земјоделските производи. Проектот кој што е таа агробизнес зона, кој што треба да се формира таква една агробизнес зона некаде во централниот дел веројатно на Македонија, кој што ќе може на еден современ начин, познат денеска во развиените држави, да биде пренесен тука и да може да на земјоделците им овозможи еден посигурен пласман, би рекол едни пофер цени кои што би ги добили. Очекувате реална цена да се постигне со оглед на тоа дека и понудата и побарувачката ќе бидат сконцентрирани на едно место? Да, меѓутоа вистинската понуда и вистинската побарувачка ќе си ја формираат таа реална цена. Денес, значи, тоа не се случува. Значи, често пати земјоделците се изманипулирани. Често пати земјоделците знаат, значи, да бидат излажани, да знаете, да трговците помеѓу себе направат одредени договори, па да ги уценуваат земјоделските производители. Ова сосема би го сменило начинот на кој што би се формирала вистинската цена, а тоа е сигурно, тоа се тие пазарни сили на понуда и побарувачка, и уште една многу важна работа, тоа е сигурноста на плаќањата. Значи, таа агробизнес зона сигурно дека би придонела и во една сигурна наплата на она што ќе им биде откупено на земјоделците. Значи, познат е тој системот холандскиот, кој што веројатно ќе биде применет во една во таа пракса, значи позитивно искуство од Холандија, меѓутоа и во други развиени држави се случува. Ќе се доделува, државата ќе покрива 80% субвенции за набавка на високо приносен добиток. Очекувате да се промени свеста кај земјоделците и да го обноват добитокот? Значи, она што е стратешка цел за македонското земјоделство, кое што е и во најновата стратегија која што е донесена за развој на земјоделството до 2020 година, е да се зголеми конкурентната способност на македонското земјоделство. Конкурентната способност ќе може да се подигне само доколку ја подигнеме продуктивноста, бидејќи една таква продуктивност сигурно би ни дала зголемена моќ на пазарот. Ако сега во моментот некаде просек имаме кај млечниве крави 3000 литра по грло годишно, сигурно дека промената на таа расова структура, значи набавката на попродуктивни грла, сигурно дека би ја подигнала таа продуктивност и тој просечен принос на млеко, така се имаме конкретно примерот, и дека секако трошоците не би толку се зголемиле колку што би се зголемила продуктивноста и таа конкурентна способност на пазарот на тоа производство, конкретно млеко. Сигурно дека ќе има интерес, затоа што видите 80% кофинансирање е сериозна сума и сериозен износ кој што ќе ја добијат земјоделците. Зошто да не ја искористат оваа мерка кога им е дадена како можност на оние што се занимаваат со сточарство? Моето последно прашање до вас, господине Димитриевски, е што наредно треба да се преземе за да се подобри состојбата кај македонскиот земјоделец? Па видете, знаете, еве овие мерки кои што се сега искреирани, тоа се сите мерки ние ги викаме структурни мерки, значи кои што навистина треба да придонесат во менувањето на структурата. Наша заложба била токму таа да во делот на тие 150 милиона проектирани средства, значи да тој дел што беше досега за програмата за финансиска поддршка, што се тие субвенции кои што се даваа, значи да остане на сегашното ниво, а сето она што ќе се зголемува натаму да оди во програмата за рурален развој, тоа се тие структурни мерки, тоа се и овие мерки кои што точно сега се промовираа, и сигурно да со едно такво поинтензивно кофинансирање на инвестициите кај земјоделците се подобрува, значи таа
продуктивност и се зголемува таа конкурентска способност. Навистина мора да се каже дека од 2006 година наваму навистина се креирани многу мерки кои што се поволни за земјоделството, пред се тоа се директните буџетски поддршки, но и други мерки кои што се направени за земјоделството, како други политики, би рекол. И кои што сето тоа ќе за набавка на нова механизација за тоа се тие структурни мерки и сигурно дека во наредниот период она што е направено како со гарантниот фонд, така и со изработката на новиот ИПАРД план, да многу повеќе средства искористиме од тие предпристапни фондови кои што ни ги нуди Европската Унија за развој на руралните подрачја, односно пред се тука е македонското земјоделство. Сигурно мерките кои што се за обнова на селата, инфраструктурните мерки се дел од тие мерки кои што дополнително ќе дадат стимул и за младите луѓе точно за зголемување на атрактивноста на мерката од град во село за нов почеток. Господин Димитриевски, аз ви благодарам што бевте гостин во Радио Слободна Македонија. Благодарам и Да слушаме малку музика, а потоа и најважните економски настани оваа недела. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Народната банка ја зголеми референтната камата за 0,75%. Потек кој според банкарите е да се покаже дека има механизми за да се зачува стабилноста на денарот, по минато неделните шпекулации за негова девалвација. Банкарите засега не размислуваат за зголемување на каматите. Сепак, доколку централата продолжи да ја затега монетарната политика, не се исклучува и поскапување на кредитите. Денеска за најновата одлука на НБРМ гувернерот Богов закажа пресконференција, а пред една недела изјави дека доколку се покаже потреба, ќе интервенира за стабилизирање на пазарот. Да слушнеме неговата изјава. Неосновани се целосно таквите шпекулации, единствено предизвикувањето на оваа психоза, на овој страф, со тоа се обидуваат да креираат поголема поверувачка и одреден притисок. Меѓутоа, Народната банка има моќни инструменти и ние во секој момент можеме да ги употребиме и да стабилизираме ситуацијата за многу кратко време. Но во такви услови, кога ние ќе реагираме, тогаш веќе цената што ќе платат сите економски чинители ќе биде повисока. Гевгели обезбеди 500 парцели кои веднаш може да им бидат понудени на младите за да ги искористат поволностите од проектот Купи куќа за млади. Интересот е голем, иако е потребно, ќе се обезбедат дополнителни локации за изградба на куќи, изјави градоначалникот на оваа општина. На 3 локации се парцелите, на Мрзенски рид, на Соба Караорман и кај старата касарна. Има по неколку парцели понудени и 2 парцели за колективно домување. И уште пред да ги објавиме, граѓаните прашуваат дали ќе има слободни парцели за продажба. Веќе е најавено име дека во континуитет ќе има и понуда и парцели слободни за продажба, да може граѓаните да ги изградат своите домови. На Охридскиот аеродром неделава пристигна првата група холандски туристи. Од Холандија оваа сезона најавени се над 150 чартер летови. Властите очекуваат да се надмине ланскиот број од 80.000 туристи кои во Охрид допатувале со авион. Оваа година ќе имаме само од Холандија 156 лета, што значи дека ќе продолжиме и туристичката сезона во Охрид и Охридско. Ќе направиме најдоброто од нас, гостите во Охрид да се чувствуваат безбедно, а нивниот престој да помине незаборавно. Ќе ги подобруваме нашите услуги, нашиот третман кон луѓето кои што доаѓаат од Холандија. Прилеп ќе се гасифицира најдоцна за 2,5 години. Изградбата на новиот магистрален гасовод, делницата Неготино-Прилеп Битола, ќе почне да се гради најдоцна до август, што значи граѓаните и фирмите ќе можат да го користат овај поевтин енергенс. Од прилика 2,5 години од денеска и вашиот град ќе има можност да добие нов енергенс, односно природниот газ. Гасификацијата оди паралелно. Значи со донесување на магистралниот гасовод се остава можност да се приклучат директно големите потрошувачи, индустријата и индустријските капацитети, а паралелно со тоа да оди и домакинствата.
Компаниите треба да размислуваат како да го задржат и да инвестираат во квалитетниот кадар. Од Сојузот на стопанските комори со 3 предлози за подобрување на квалитетот на човечки ресурси. Веруваме дека стопанствениците со зголемено повлекување на ученици на пракса ја создаваат довербата. Да речеме дека од 10 ученици кои би ги земале, тројца сигурно ќе имаат поголема доверба и на тие веднаш ќе им биде понудено работно место. Не може сите да бидат правници или сите да бидат економисти. Затоа средното стручно образование, сите други струки имаме голем дефицит. Верувајте ми, во моментов има голем дефицит, не можеме да планираме работни процеси. Изградбата на регионалниот пат Мокрино-Смоларе, кој поврзува 12 општини во Струмичкиот регион, тече според предвидената динамика. Станува збор за инвестиција од 1,2 милиони евра и површина од 4 километри, со кој ќе се скратат повеќе од 20 километри пат за жителите на овој регион. Се работи за инвестиција од 1,2 милиони евра во должина од 4 километри. Ние пред неколку месеци заедно тука со председателот Груевски додовме на почеток на градежните активности, како што може сите да забележиме, веќе повеќе од 1 километар е асфалтирано, се пробива моментално патот. Оваа делница е една од 10 делници што ги имавме зацртано преку една програма финансирана со кредит од Светска банка. Сакам да напоменам дека патов ќе го завршиме според програма. Договорот на градежната фирма завршува во август и тогаш мислам по динамика ќе го завршиме. Со завршувањето на оваа делница веќе поврзуваме 12 населени места. Катастарот бесплатно ќе ги запишува правата на собственост на недвижнини во руралните средини, за да се средат собственичките права. Станува збор за недвижнини во 29 нови катастарски општини. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во катастарските општини, офатени со програмите, да поднесат барање, односно пријави до оделението на катастарот кај што се наоѓа нивната недвижност и кон пријавата да ја приложат целокупната документација. Целта ни е секоја парцела да си добие собственик, да не биде со неутврдени права на собственост. Доколку граѓаните не се пријават, катастарот ќе направи напор да направи идентификација и ќе ги запише тие права на собственост, но секако не може да се гарантира за истите дека точно ќе бидат завршени. Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 5 мај со мене уредник и водител на емисијата Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски и Дине Вучков техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.